Поздрав! И поздравам на ова место сите љубители на астрологијата, секако и сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска ќе зборувам за транзитната Венера која што ќе патува преку знакот Риба. И тоа све од 3. јануар 25-та година па све до 4 февруар 2025 година. Значи во ова видео ќе го дознаете тој потенцијал, таа енергија на Венера во знакот Риба. Исто така и кои аспекти ќе ги направи во овој период, па све до 4 февруар 25-та година. Па можам сега да ви кажам дека ќе бидат доста поволни и доста пријатни аспекти. Значи, Венера ја носи символиката на љубовта, на естетиката, на нашите финанси, на све она каде што ние даваме некоја вредност, све она на што ние вредност, све она ние на што го сакаме, што го обожаваме. Значи, таа символика на Венера. Сега, кога ќе се најде Венера во знакот Риба, која е таа незината природна енергија? Венера во знакот Риба е екзалтирана, што значи тоа дека оваа Венера многу добро се чувствува кога ќе биде во знакот Риба. Што значи тоа кога една планета ќе биде екзалтирана? Венера во знакот Риба е екзалтирана, што значи сето тој потенцијал, тој дар, тој квалитет што ја носи во себе си, ќе може на еден најлесен и најдобар начин да го изрази тој потенцијал. Како што, например, и Јупитер се чувствува исто така добро во знакот Рак, например. И он е тука исто така екзалтиран. Ајде да зборуваме понатаму за Венера во знакот Риба. Може би и вие имате Венера во знакот Риба. Да видиме сега понатаму кои се тие незините најголеми потенцијали и секако како ќе може овие потенцијали на еден најдобар начин да ги живее. Значи, Венера во знакот Риба го носи тој потенцијал на една врста духовност. Значи, сите личности од вас што ја имаат Венера во знакот Риба имаат голем интерес за една врста на духовност, на спиритуалност. Што е тоа духовност и спиритуалност? Значи, може би се интересирате за нешто што е невидливо, за една енергија која што не може туку така да се објасни или да се види. Па просечниот човек тоа не може ни да го види и не може да свати зашто вие зборувате и зашто вие се интересирате, затоа што тоа не го гледаме. А што е тука битно? Венера во знакот Риба, она тоа го чувствува. Значи, доста емпатични сте вие. Ако ја имате Венера во знакот Риба, тоа е емпатијата многу нагласена, симпатијата исто така, интуицијата исто ви е доста нагласена. Значи, преку вашата интуиција, преку вашиот внатрешен глас, ќе можете вашите креативни дејства на еден најдобар, најлесен начин да ги живеете, да ги представите, да речеме. Кои се тие други, кој е тој друг потенцијал на Венера во знакот Риба? Како што реков, на прво место беше тоа духовноста и спиритуалноста. Сега доаѓа на место една друга тема, тоа е креативноста. Значи, Венера, или сите вие од вас што имате Венера во знакот Риба,
Сте доста креативни личности, што значи тоа меѓу вас ги има, може да се најдат и музичарите, и уметниците, сите оние што обожаваат да танцуваат, сите оние што се занимаваат со балет, сите оние што пливаат, исто така, тоа е исто така символика на Венера во знакот Риба. Значи, вие преку вашата интуиција, преку вашиот внатрешен глас, ќе можете на најлесен начин тој дар, тој потенцијал да го живеете. Е сега од агол на еден друг агол, што представува исто така Венера. Венера ја представува, како што реков, и љубовта. Е сега во машкиот хороскоп тоа да биде можеби и жена која што е тајна, која што е скриена. Ете, како што нагласив, све тоа би можело да биде само. Секогаш во една натална карта треба да се прочита све што има тука, како се другите планети поставени, за да дојдеме до некој заклучок. Е сега да видиме кои други аспекти ќе ги направи Венера кога што ќе биде, кога ќе патува преку знакот Риба. Првиот аспект кој што ќе биде на 17 јануар, каде што Венера ќе се доближи до Сатурн, кој што се наоѓа исто така во знакот Риба. Што би можело тоа да значи? Значи, она ќе направи една конјукција, каде што Сатурн ќе рече стоп, разбуди се, доста сонуваш. Баш тоа за Венера во знакот Риба, која што тендира на тоа својата работа, да речеме, своите креативни делувања, да ги работи каде што ќе биде можеби некојаш занесена во тоа да не осети кој е друг во околу себе, затоа што тоа е знакот Риба и сега е Сатурн тука, која што ќе ја стопира и ќе рече стоп. Еве ти граница, превземи си одговорност за твоите дејства, креативни дејства, за да може тоа да тече понатаму и да биде успешно. Секогаш треба да и добро е Сатурн што некогаш тука да не освести, да не стопира, да ни каже што е сега битно. Значи, што е сега битно да земеме, да бидеме одговорни. Ајде да речеме, може би има некоја љубовна врска, во некој љубовен однос. Може исто така да биде и секако во вашите креативни дејства, каде што Сатурн ќе ве натера да бидете одговорни на тоа и ќе ве праша дали сте спремни за вашата понатамошна работа. Е сега, кој и дава нам Венера во овој период, значи на 17, кој дава добра поддршка? Тоа ќе биде секако Меркур во знакот Јарец, ќе направи со Венера и со Сатурн, значи еден добар секстил, што значи тоа е хармоничен аспект, каде што Меркур преку комуникацијата, преку една стабилна, конкретна комуникација, све што е потребно да се направи за мојата понатамошна, да речеме за врската, што е битно да се комуницира. Значи, тука е потребно една добра комуникација за да се иде понатаму. Меѓутоа, не само во љубовта, така и во вашите креативни дејства. Имаме понатаму следна случка која што ќе биде на 26 јануар. Баш тука имаме еден супер аспект, да речеме еден супер ден кој што ќе биде исполнет со љубов, лав, љубовен ден, да речеме 26 јануар 25 година, каде што Венера ќе направи еден тригон со Марс, кој што ќе биде уште ретрограден и се наоѓа во знакот Рак. Значи, љубовта, што значи машкиот и женскиот пол,
Може да биде тој некој работен однос, не само љубовен однос со некого кој што соработувате, каде што ќе имате доста поволна енергија и успешна енергија, затоа што Уран ќе ве поддржува, ќе направи еден секстил со Венера, а од другата страна исто така и Меркур ќе направи со Венера добар аспект, исто така еден секстил, што значи слобода во љубовта, слобода во секој однос, дали е тој љубовен однос или некој однос каде што со некого соработувате, ќе биде доста успешен ако умеете да створите една добра комуникација. Значи Меркур тука све тоа го поддржува, една добра комуникација која што е јасна, гласна, сигурна комуникација, каде што ќе можете конкретно да комуницирате за дали на љубовно поле или на, како што реков, со работата или со било кои други контакти. Потоа имаме после тоа не очекува уште подобро време. Значи Венера во овој период прави супер аспекти, искористете го овој период. Значи Венера кога транзитира преку знакот Риба ќе направи стварно супер аспекти со другите планети кои што може да бидат. Затоа е битно да се знае во вашата натална карта каде е поставен знакот Риба, на кое поле, и на тоа поле ќе ве очекуваат големи успеси, да речеме. И срекни моменти, да речеме и тоа. Последниот главен аспект што го напишав тука е на 31 јануар 2025 година, каде што Венера ќе биде во преградка со Нептун, со својот диспозитор. Стварно тоа е еден од најдобрите аспекти кога Венера прави или тригон или секстил со Нептун, значи тука она сака да биде поврзана со некого, да се отпушти со некого, да ја доживее љубовта на еден сосема друг начин, на еден начин кај што ќе речеме дека како некој сон да биде тоа. Значи тоа е нешто фантастично. 31 јануар Венера ќе биде во преградка со Нептун, каде што ќе можеме да речеме љубов без граници. Ете, драги мои, тоа беше само на кратко за овој транзит од Венера преку знакот Риба. Искористите го овој период све до 31 јануар, каде што ќе можете сета таа добра енергија на Венера во знакот Риба на еден најдобар начин да ја користите. Погледнете во вашата натална карта каде се наоѓа знакот Риба и на тоа поле ве очекува доста добро, поволно време. Кој е секако заинтересиран за една лична консултација, тука сум за вас. Можете да ме контактирате преку Viber, преку WhatsApp, преку Messenger, преку WhatsApp. За сите они што можеби не знаат, јас не живеам во Македонија, тоа нема врска, затоа што ние секогаш нашите консултации ги вршиме онлайн. Значи, сите битни податоци ќе ви ги поставам испод ова видео. Бидете поздравени и секое добро. Чао!